УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, ДДС. Имам сексуален проблем, ве молам кој знае од вас да ми го разреши како знае и умее. Објаснете ми, луѓе, како тоа, ако американците те ставиле на црна листа, како тоа, а те ставиле на црна листа за корупција, значи пази, американците, ДЕА, МЕА, FBI, све имаат низ Европа. Значи те ставиле на црна листа затоа што си криминоген, затоа што си корумпиран до зла Бога. Објаснете ми, како тоа нашево обвинителство не реагира? Тоа ми е прашањето, мојот сексуален проблем. Кој кого овде го прца и зашто? Како може истиот тој State Department ли, американците ќе кажам, да стават такви фаци на црна листа, како што стави, ако овој Мерко, ако овој сега тоа, претходно не знам кој, овој Нежнијов, па претходно не знам кој беше. Како тоа ги ставаат на црна листа, а никој од нашево обвинителство не реагира? И објаснете ми исто имам и второ прашање. Зошто тие исто американците чекаат некој да падне од власт, па да го стават на црна листа? Што тие претходно не знаеле кој бил овој? Не знаеле што правил? Зашо не го ставя на листа пред да стане вице-премиер? Тогаш да му ја забибере аманџата. Да реча, чекај. Аха, начуле го ставаме вице-премиер и не знам што му даваа тамо, цела зграда нова му дадоа за тоа неговото министерство. Чекај бе, ги отуриме на црна листа. И немаше да биде вице-премиер, и немаше да се изжива, и немаше фудбалчиња да игра у канцеларија и да се прави фраер, обесправениот тип. Етнички обесправениот тип. Кој што сите нас може да не купи со се партали дома. Пошто нели, замислете, водач на навивачи. 15 години потоа станува милионер, што може сите да не купи. Кај го има тоа, бе? И шо чекате, бе, вие обвинителство? Шо чекате, бе? Ај објаснете ми, може некоја логично да ми го објасни? Како може да сидите со скрстени раце кога еден State Department го става на црна листа, па вие требаше уште истата секунда да му влезете дома со специјалци и да го приведете? Па после откривајте што све правил и зашто, и собирајте информации од американците зашто он се нашол на црна листа. Стварно, овие абсурди тешки се за разбирање. Втора работа. А пак ќе се вратам на овој први. Втора работа. До кога бе, не знам овој театаров, толку ли е корумпирано, бе, тоа, толку ли е тоа обвинителството корумпирано, судството, толку ли е корумпирано, да секој малце функционер, кој што некој решил од партијата да го пушти по вода, а му откријат, го фатат у криминал, си бега преку граница, као да преоѓа, не знам, као да преминува преку ограда. Преку ограда потешко, да е на, не знам кај има ограда, преку некоја ограда, кај има, ќе се прекачи потешко него граница што ќе помине. Таков, со обвинение, со ајде да го апсиме, готово е, си кидна човек.
Пак ја прашам, еве го пак и тука ми се отвари истиот сексуален проблем. Кој кого прце и зашто? До кога бе? Овој народ сака да види правда бе, сака да ги види лошите казнети, сака да го биде шлямот, да го види шлямот казнет, сака да го види шлямот како од звезди у гомна како се заглавил. Дајте му ги тие лепи игри, барем у тоа да ужива, ако у ништо друго. Сеир да фаќа. Како некој што се курчал со многуте милиони, завршил у говна до овдека. Како сакате да поверуваме во правдата? Ете, пак ќе кажем у тоа обвинителство судство, кога гледаме што се случува. Па ја бре, да се симнам доле, као што ме знаат вака локално или не е битно како ме знаат, да украдам 2 чоколади, за 1 сат ќе ми дојат овде на врата, ќе ме однесат у полициска ондека у Карпаш. Ќе ме праша, а треба може тоа да го направам. Сериозно, само што како ќе им докажеш после на полицајците дека си правил уметничка инсталација. Еве ви покажувам дека ја ако украдам 2 чоколади ќе ме приведете за 5 минути. Пошто одма ќе каже, абе оној глумецот, оној килјавиот го знаете, оној тој ги украде чоколадите и си избега. Жими све сум помислил таква некоја уметничка инсталација да направам, концептуална уметност. Ама ај после оди докажи му полициска Карпаш дека сум имал уметнички намери со мојата кражба на 2 чоколади. Ама стварно треба тоа да го направам, да речам, налет све, жртва, ама кој, па и од јавноста нема никој да ме разбере. И од јавноста нема никој да ме разбере. Ги рече тете го овој краде, влегол, крадел, украл 2 чоколади, срамотилаци, леле, глумец, вама таму. Ама стварно тоа треба да се Ова е, како да ви кажам, премногу е више, истите сценарија се повторуваат. Истите сценарија ги гледаме. Народов поише чека казна од Господ или од некоја виша сила да ги казни тие, отколку што очекуваат судството и обвинителството да реагираат. Па уште глава креваат закона, јазици, ова, она, да се изедначал албанскиот со македонскиот. Истите тие што ни се закануваат со војни се, а пак кога падна од власт. Абе, влезете им таму, разбуцајте ги као свиња кесабе. Абе, да не си играат више курташак со држава, цела со сите нас, со системов, истиве тие, кои што ги ставаат на црни листи, па не можете тоа да го искористите, да им се наебете миле мајке. Имате карт бланш, сте департаментот на црна листа ги ставил, влагај внатре со целокупна сила што имаш, што располагаш у држава. Невероватно е ово. Ке најаве некој кутар човек тамо што не знае како да се прехрани у месец или 10, ќе украде нешто, ќе острпаат у затвор, па вамо тамо шамари. Ој уште што се спрдачеше со сите нас, Орлиња ко пушташе. Како беа ти орлињата, појма немам, како вака бе. По телевизија, пак ни се смее сега бе. Ги заболе патка бе. Значи ова, како да ви кажам, и ова се лепи игри за народ. Го стале на црна листа, ништо нема да му фали. Знаете шо вика, се седи вака, гледа како народ, овој фаќа сеир со него, леле на црна листа, нежниот фестаен, леле. Си вака гледа, вика, а та чивша паша зоти ме боли, стап, натепав пола милиарда евра, ме стале на црна листа, ме боли куро. Така вика бе, шо мислите, како вика? Голема работа нема да стапне на тло на Америка или не знам. Ке сиде на одмор у Саранда, тамо нема никој да го апси, ке сиде не знам каде на одмор, кај што знае дека нема да го чепнат, нема да го апсат. Ако не е и ова театарот од страна на овие од Калево. Мада не верувам дека со тие работи прават театар, ама нема да ме чуди, затоа што кој ќе влезеш во тие кругови, кој ќе се сликаш со разни актуелни и сегашни што станале во меѓувреме директори на ЦИА, МИА, БИА, РИА, како да ви кажам, све е можно.
Може па него утре ќе го, како што го играле како пионче, може па него утре ќе го искористат да направи смут во оваа власт сега. Што знам јас, да ги уцени на разни начини. Значи, тие еднаш играч, ако си нивни, секојаш си играч. Умеѓу време може малце ќе одглумат некоја финта црна листа, вама тама, ти си нивни играч. Гледај сега, дечки, малце да направиме филмче и после пак ќе те активираме. Малце посписи на црна листа, така малце дремни, земи сила и после кој ќе дое момент пак ќе те извадиме вака од купот. Горе со, ајде сега да завршиш друга работа. Не знам што да кажам. Јас знам дека имам информации какви све овакво има усудството и обвинителството луѓе. И сегашни потомци на бивши удбаши што работеле и свашта има, мислам, и тоа е еден октопод чии што краци не верувам дека можат да се пресечат без една, како да кажам, моќна политичка волја и решеност кај власта да ги разреши сите тие, да ги неутрализира сите тие структури. Премногу е тие се метастази расширени, јас сум го зборел ова дури пред 2 години, кога реков дека ВМРО има страшно тешка работа, ако реши вистински да се справи со проблемите, ќе има, значи тука веќе се може да се очекува. Затоа што тие луѓе кои што се дел од таа метастаза, кои што е расшириле таа метастаза, нема лесно да го положат оружјето. Имаат моќ, имаат како да кажам, поддршка странска и внатрешна овдека од разни сиви еминенции, пети колони, така што ќе направат се да нивните позиции, нивното, како да кажам, нивната моќ, нивниот капацитет да не се намали на никој начин. Ето, тоа беа моите 2 сексуални проблеми. Тоа е еден е, ама у 2 случаи на исто ми се одразува, значи кој кого прца и до кога ќе се прцаме вака меѓу себе, ќе глумиме систем, ќе глумиме правда, ќе глумиме обвинителство, ќе глумиме судство. Само некој ако тие над него што го бутнале во говна реша да го пуштат по вода, само тогаш некој оди по вода. А гледаме дека дури и тогаш не оди, пошто може да избега и да, животот у бегство не е лесен, да се разбереме, многу кошта. Ама тој предходно се нафатирал за да може сега ова да го направи. И него ќе оболи патка. А ние секој чудо за 3 дена вака на Facebook јадеме говна, ќе се чачкаме вака под ногти, после едењето говна, и охохохо, ќе викаме шуба, ни олесни, све кажат за овај. Штета. Штета што мора брзо да се освестиме и брзо да се делува. Ова не е заебанција, оваа работа веќе. И ако ова се повторува нон-стоп, како да ви кажам, како ќе ги задржите луѓето овдека, во што ќе веруваат тие луѓе? Значи, расчистете со тоа обвинителство, со тоа судство, радикално, ама ви викале, политиката и судство, политичката и судската власт се раздвоени. Кур се тресе у ладна вода, бре. Мечот кој Александар Гордиевиот јазол, штракао, нека викаат после колку се раздвоени. Ако имаш намера вистина да ги исчистиш, да ги излуфтираш, да се ослободиш од тие сиви структури што се внатре, што го дозволуваат ова да се прави. Немам што повеќе да кажам. Само му честитам на овој господинов нежни, на милионите што ги направи, на неговиот влез во црната листа, за кој што го заболе патка, и со право ќе ни се смее, да ви кажам. Со право ќе ни се смее. Ако обвинителството не реагирате одма и одма не постапите
Затоа што, пак ја кажам, американците не се глупи. Ако го стајле таму кај што го стајле, ваше е само да побарате информација од нив, зошто го ставите на црна листа и да почнете да градите обвинења. Толку, нема голема филозофија. Мислам, ја вака као по-глуп, гледам по-рационално да размишлям и може затоа имам таков сексуален проблем. Мицко! Опа!